Зоран против Заев. Се одржуваат внатрапартиски избори за председател на СДСМ. Партијата ги нарекува врв на демократијата, а се со само еден кандидат. На ливчето за гласање е само едно име, што ги потсетува луѓето на избори во едно друго време и друг систем. Сепак, тоа не ги спречи социјалдемократите. Еден ден, откако бројките на ново заразени од COVID-19 достигнаа речиси над 1300, да си прават избори на кои ќе гласаа Зоран Заев за председател. До сега ќе имавме 500.000 вакцинирани, само СДСМ навремено да ја насочеше енергијата кон набавка на вакцини, наместо на организирање партиски избори со однапред познат резултат. Поранешни функционери на партијата за изборите во СДСМ со досетки реагираат на социјалните мрежи. Повод е речиси празното ливче, на кое не достигаат повеќе кандидирани лица за врвната функција во партијата. И вие со еден кандидата? Опозицијата со сатира го обележува денот на изборите во СДСМ. Велат, севернокорејската демократија се повеќе и повеќе продира во Македонија. Зоран Заев денес не само што е единствениот кандидат и единствениот председател, веројатно е единствениот подпредседател, генерален секретар, а веројатно и единствениот домар во седиштето на Социјалдемократскиот сојуз на Северно-Корејска Македонија. По ист принцип, Зоран Заев ја води и владата на Република Македонија. Не само што е премиер, туку е и нагазувач на судството, креатор на хаосот во финансиите, координатор на партизираните органи на државата и веројатно координатор и на посредниците во набавката на вакцините и воедно единствениот и главен виновник за состојбата во која што се наоѓа државата денес. Она што е алармантно е што за изборите на СДСМ се користат и дел од државните ресурси, односно сали на општините. На внатрапартиските избори право на глас имаат речиси 70.000 членови на партијата, а СДСМ е во улога на Државна изборна комисија, па цел ден си пренесува излазност на членството по општини.